Поради лошите временски услови годинава според Сојузот на земјоделски здруженија, постои можност да не се соберат потребните 23 милиони килограми на тутун кои според договорите ги бараат од купувачите. За разлика од лани, според тутунарите ќе има над 2 милиони килограми тутун помалку. Но исто така, годинава се подпишани договори за 3,5 милиони килограми помалку од лани. Откупувачите за сега не кажуваат зошто е тоа така. Најпрво имавме голема суша, после имаше многу дождови, со самите дождови имаше и доста поболување на тутун, расипување на тутуњето и затоа мислиме дека нема да се исполнат тие количини. Тутунарите и годинава бараат покачување на цените по класи. Првата да си остане 280 денари, додека втората да дојде 220 денари, третата 170 и четвртата класа 90 денари за килограм. Некои компании втората класа е покачија на 206 денари, третата на 155 и четврката е на 90 денари. А некои не. Затоа ние и баравме и до Министерството, и до Стопанската комора, и до откупните предпријатија поднесовме предлог правилник за процена на тутуно, нов предлог правилник, каде што бараме да се измени правилником, острите да бидат изменети при откупот на тутун за оваа година. Освен цената, тутунарите годинава се соочуваат со уште еден проблем, а тоа е недостигот на работна рака од аргати. Поради тоа стравуваат дека од 10 до 15% од вкупното производство може да остане ненабрано. Еден час берење сега се плаќа 170 денари, а нижење на една низа околу 60 денари. Тешка физичка работа, мачна работа и луѓето просто избегава за овие пари сега моментално што може да ги добие. Од друга страна, производителите не може да избават повеќе пари, затоа што и кај нив е ограничена добивката. И тоа што ќе се обери, се слуја вработените, газдите, ода фактички ради немање на доволно работна рака, ода 2 смени. Што е тешко издржливо и не може секој ден тоа да го прави. Наскоро Сојузот на земјоделски здруженија очекуваат и средби со Министерството за земјоделство и откупувачите, за да разговараат по повеќе отворени прашања.